Пратеникот Љубен Арнаудов на 27 април преку телефон барал луѓе да влегуваат во собранието. Ова произлезе од сведочењето на Никола Војминовски, за кого кривичниот суд пресуди 13,5 години затвор за обидот на убиството на пратеникот Зијадин Села. Војминовски сведочеше со висок тон во судот, тврдеше дека немал намера да влезе во законодавниот дом бидејќи имал состанок. Ми пристигна повик од господинот Љубен Арнаудов пратеник, кој го познавав претходно преку моја братучетка. Бараше некое лице со зборовите: "Каде сте, што правите? Ајде влегувајте." Не се вратив назад, продолжив да си одам бидејќи требаше да се видам со девојката. Следеше уште еден повик од Дарко кој ми рече: "Абе брат, кај си, овие влегува внатре." Јас на тоа почнав полека да се движам кон собранието. Од претходни контакти на Војминовски, пратеникот Арнаудов и еднодневниот министер за внатрешни работи Оливер Андонов ги забележал како разговараат дека единствено решение за собраниските моменти би биле отворање на вратите и председателот на државата Ѓорги Иванов да прогласи вонредна состојба и некои да бидат уапсени, произлезе од сведоштвото на Никола Војминовски. Внатре во собранието, пратеникот Сашо Василевски го упатил кај Арнаудов. Му придов на Арнаудов и го прашав што е ова, хаос е и како да излезам. Не слушнав никој одговор, само ми покажа некој правец каде имаше лица со радиоврски, оружје, значки. Како што ги познавам, тие лица се дел од обезбедувањето на поранешниот премиер Никола Груевски. Имаше и маскирани лица со нив кои го трасираа патот до салите. Припадникот на единицата за брзо распоредување при МВР Лукан Селими сведочеше дека толпата била се поагресивна и успеала да влезе во собранието и дека маскираните лица првично на полицајците им кажале дека им се колеги. Според сведоштвото на припадникот на ЕБР, од лицата со фантомки полицајците дознале дека пратениците биле во салата 3, таму влегле со фрлање на 2 шок бомби и биле повредени.